Катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија не загрижи сите и ни покажа колку природата е силна и не можеме против неа. Се трудиме со сите сили да можеме градиме згради кои што се квалитетни и да на некој начин успееме да се заштитиме кога природата се лути на овој начин. Меѓутоа, кога ќе се случи еден ваков разорен земјотрес со илјадници жртви, 16 и кусур 17.000 досега, неминовно е да се запрашаме во каква зграда живеам јас? Дали мојот стан е безбеден? Кога ги гледаме овие снимки, мора да се запрашаме како да дознаам дали мојата зграда е безбедна. Токму затоа, во студиото на А1 го имаме експертот, човекот кој што знае и може да говори за ова, господинот Михаил Гаревски. Чест гостин сте во медиумите, посебно кога имаме и вакви вести во врска со земјотреси. Ви благодариме многу што потребни ни се, бидејќи кога ќе се случи земјотресот, тогаш не доаѓа до ум да се прашуваме во какви објекти. Нормално е. Тоа тогаш, после по полека народот заборава. Тоа е у природа на човек. Секој кога купува стан, гледа станот каде е, која локација и ние како лаици, како граѓани немаме идеја што треба да прашаме дали таа зграда е безбедна. Има ли начин што треба да се праша, како да знаеме дали зградата и станот во кој што живееме се безбедни од земјотреси? Па добро, ајде вака прво да кажам, овие страшни слики што ги гледаме, се рушењата се пред се како резултат за многу силен земјотрес, кој што и у светот, обично еднаш годишно у светот, не повеќе од 2 до 3 вакви земјотреси се случуваат на огромни должини, значи имаме, се знаат основни два појаса каде што се случуваат земјотресите. Да кажеме, немате вие земјотреси тамо негде у Русија на таа плоча или немате Австралија, бидејќи се одвајаат плочите. Овие се знаат земјотреси, така да магнитуда 7.8 е исклучително јака и за ваква магнитуда, да не почнам да ги плашам граѓаните, многу објекти кај нас би се срушиле. Не многу, но би се срушиле и би имало оштетувања, но од друга страна, да кажем убавата работа, ваква магнитуда во Скопје никогаш, ама никогаш не може да се случи. Зашто? Затоа што нашите раседи се многу помали, 30 на километра. Овој така наречен источно-анатолиски расед е долг можеби негде 700-800 километра. Оној другиот, каде што исто таму има многу силни земјотреси, тоа е долг негде 1200 километра. Значи, пред се, скопјани треба да знаат дека вакви силни магнитуди не се случуваат у Македонија. Тоа е прво. Како да се дознае која зграда е сигурна? Би требало секогаш граѓаните кога ќе сакаат да купат објект, сега не може да бираат стално, нели? Значи, ние имаме правила. Кога проектираме, се трудиме што е можно зградата да биде посиметрична. Ако може да биде во основа квадрат, тоа е најубаво. Зашто? Затоа што крутоста и масите и сите тие работи се симетрични. Од кој било правец земјотресот удри, таа подеднакво ќе ги прима. Некојаш не можеме такви згради да избереме, бидејќи за жал урбанистите, ај тука ја покасно ќе кажам дека не се лоши инвеститорите, но инвеститорите заедно со урбанистите даваат толку лоши тие маркици, како ги викаат, исчошкани, да ние просто имаме мака како да ги средиме тие работи, да им велиме на архитектите што е ова нерегуларна конструкција. Па еве, ја дури би рекол, иако ми е фриганец пријател, можда ќе се наљути, таа како симетрија не е идеална. Објектот е добро проектиран, нема дилема. Оваа ваша комшија овде, пегла што викаме. Значи, прво, што посиметричен да е објектот. Второ, сепак треба да прашаат од која година е објектот. Тоа сигурно е дека сите граѓани знаат дека, да кажеме, објектите од пред земјотрес се многу повредливи, многу се
поризични од овие другите објекти кои што сега А се. дали самата година има влијание? Велат некои дека за во Бугарија имаше споменува Така. некој панел згради, какви се тие згради, тоа ќе ме прашам. аха. И велат дека 50 години од прилика е векот на траење на овие згради, а во Бугарија се веќе по-стари од 50, и кај нас ако ги има би биле тука околу 50. Так. Дали годините, она како минале, колку издржале тие згради е проблем исто? Не, армирано-бетонските згради, они трајат обично, сите се вели други, мене ми е чудно, многу пати се прашам, демек 50 на години, 100 години, а во Англија имаме згради и по 400 години. Се смета од аспект на модерна зграда, која што понатак има некои лоши решенија архитектонски вамо тамо, па ја да се рутиш и па за тоа животен век 100 години. И тие бугарски со панели, сум слушал, тие се стварно стари објекти и не само тоа, од колеги порано експерти по земјотресно инженерство од Бугарија, они сметаат дека не се добро димензионирани, бидејќи по некои стари прописи, ако се анализираат по нови прописи, дека грото од нив нема да издржат. Точно е ова што сте го чуле вие и нешто има некоја идеја дури да ги зајакнуваат и сето тоа, понатака не знам што се случи. Ке нас нема такви згради. Ке нас нема, но, многу опасно, сега ја немам увид у сите згради, него вака од некои колеги кои што ми кажуваат и они сами малку или повеќе што интервенирале, да речеме зградите у Карпуш 4, тие се од фабриката Карпуш, нели, после земјотресот, тие се префабрикувани елементи кои што после се врзуваат. За оние руски згради Руските згради, да. Таму што е ризично? Таму е ризично што сите ние сакаме поголем отворен простор, тоа се армирано-бетонски платна, кои што се после врзувани, не се наидеални, префабрикуваните објекти обично се порискантни, но не рискантни од овие на лице место кои што се изведуваат, но таму многу интервенираат станарите. Они не се свесни дека не смее да се интервенира и сечат одредени цели платна, можеби по 2 метра, не знам нели кога се прошируваат балконите, ја никош не сум мислел дека балконите се опасни, што на крајот на кривистата е ти да падне балкон сега, нема да падне зградата. Но они, затоа што сака да можеби направат некој вид на дневна соба и нешто слично, ги сечат тие делови, тогаш станно е зградата све повредлива и повредлива. Уште подрастично е со овие масивни згради повторно од предземјотрес, уште подрастично е, тие се уште поризични од овие руските згради. Не сакам да кажам кои кафичи и какви кафичи, тие бидејќи пак сакаат простори да отварат, ги знам тие стари објекти, тие се стварно многу ризични. Зборуваме за стамбени згради. За стамбени згради кај што живат горе, зборам за тоа се згради од предземјотрес. Значи, тоа се згради од предземјотрес, каде што овие собственици на кафичи, они сакаат да имаат што поголем. Рушат зидови, така да. Факт е дека во ред, они доаѓаат, нешто е пштината исто као нешто им контролира, не им контролира и ние проектантите им велиме еквивалентни рамки ќе ви направиме бетонски, што ќе видат еквивалент на самиот носечки зид кој што се тргнал. Факт е дека бетонот носи 10 пати повеќе од тулата и од цеглата, ама таа рамка треба да, како да кажам, да продолжи уште од темели, уште од подрум. Обично тука се прават мали стопички, не продолжува нагоре, така да таа изолирана рамка како на овие дрвениве надпрозорници, кај што викаме ние дека као треба да се склонат луѓето кои што живеат во објектот за време на земјотрес. Тие се најрискантните. Одма после тоа доаѓаат објектите кои што се надградуваат, а кои што се преземјотрес. Не е добро да се надградуваат ни објектите пред земјотрес, ни после земјотрес. Дека ако јас сум го проектирал објектот за 5 спрата и обично сакам да ми бидат напрегањата искористени, да не бидат
да не дава многу материјал, но нормално све да задоволува напрегање сите тие работи. И сега, ако на такови објект ставите уште еден или два спрата, сигурно дека не може да бидат има такви сигурни. случаи, посебно во Мичурин. Има. Сега, морам да кажам дека има и друга работа. Кај нас, кога доаѓаат некои од овие проектантиве, или ни носат објект со два спрата, а ние гледаме дека многу добро, многу големи столбови, дека нема потреба толку со големи димензии. Они велат, не, наши ни дадат покасно дозвола градежна за уште А, ќе два дигнеме спрат. подоцна, па И да сме така безбедни, да. Добро, тоа е во ред. Тоа е Да. во ред, да речеме, и тоа е во ред, не е проблем. Али на објекти кои што се, да речеме, еве, градени од, кај знам, 70-тите, па и почеток на 80-тите, тогаш они не имале во предвид да стават поверке арматура за додатни спратови. На такви објекти стануваат исто ризични. Апсолутно се ризични. Значи има, иако Скопје има едно од најригорозните, тоа го велите, постојано најригорозните правила. Ќе ви кажам правила. кога е, како е се тие така, правила. И дека според тие правила имаме едни од најбезбедните објекти во Европа, ако не и Апсолутно во тврдам светот за сега. земјотрес, Да, така. за сега за Европа апсолутно. Меѓутоа сепак не сме скроз безбедни токму поради овие Не. непочитувања. Поради кои што ги- овие работи не сме потполно безбедни и ја можеби 100 пати сум кажал дека со закон, со член треба едноставно да се забранат било какви надгради. А особено за згради кои што се градени пред земјотрес. Сега ајде, не е можда коректно на овие инвеститори што продаваат такви објекти да речам дека не чинат. Гледам доста од објектите и ние ги контролираме тие објекти. Они ги санираат долните делови, влечат од кај терасите, за разлика од порано, терасите у Карпуш 4, кај што беа овие зградиве од Карпуш згради, тие тераси беа многу провизорно праени, никакви марки на бетон, да речеме 4 шипчиња арматура и сето тоа, бидејќи граѓаниве немаа пари, поише само иницијативно ги градеа мали столбчиња, тие се крути столбчиња. А право сте, половина од тие згради ги претворија терасите во дневен. После ги претворија во дневен. За разлика од нив, факт е дека овие сега инвеститори, Внимаваат тие бајаги повеќе внимаваат, они прават некои платна, платната е едни од најубавите носечки елементи во, ако се добро димензионирани и со убави детали на арматурата, и се за мене уште поише поуздани од столбовите, прават од надвор платна, ама сепак тоа се мешовите системи и Не дај Боже да треба да чекаме земјотрес за да видиме дали е направено како што треба. Тоа е стравот кај сите Тамо е граѓани. многу тешко да се дефинира, бидејќи математичките, иако изгледа чудно, значи да моделирате зграда која што има зидови од тула е посложено него да моделирате зграда 50 катница која што е од столбови, греди и плочи составена. Значи тој систем е многу мешовит, многу тешко се моделира. Интеракцијата на новиот објект со стариот е многу тешко да се планира, така да тамо не е баш убаво да се земат да се земе стан. Еве да кажам сега, да не ги плашам не во граѓаните, обично се сите тие. Не, еве јас лично како човек кој што живее во висококатница, кога се случува земјотрес, па и ово еве сега последниот, прво што ми паѓа на уме, дали мојата зграда која што е релативно нова, дали е безбедна, сепак живеам високо и дали може да се случи. Так. И доаѓам до една ситуација и да побарам од инвеститорот да ми достави, тој ќе ми даде нешто на хартија за проект за сизмика, што да читам, господине Гаревски, каков треба да биде бетонот, кои се клучните работи кои што ние граѓаните треба да ги... Вака, значи, јас не знам колку време ќе трае емисијата, дали по-концизно да зборам или вака можеме да бидеме по-детаљно. по-директни, меѓутоа ќе траеме колку што треба да траеме слободно, но Добро. можеме да бидеме Па вие по-конкретни, че- луѓето сакаат да се чујат директно. Добро. Значи вака, обично кај граѓаните ние сме во таа област и знаеме
особено овие посериозни компании, они сакаат да бидат нивните елементи кои што овие проектантите им ги проектираат, да не се сакаат да не се расфрла многу материјал, сакаат да не бидат предимenzionирани. Факт е дека они се задоволни кога некој ќе им каже дека, не знам, 40 кила по метар квадрат челик сме, арматура сме ставиле, подноста некој што става 60-70, али ниеден од проектантите има и етика и едноставно не може, а има и контрола. Значи, ниеден од проектантите нема да се сложи да ги гледа елементите и да гледа дека не му задоволуваат нити напрегања, нити процент на армирање и сите тие работи. Луѓето се плашат поради корупцијата, сметаат дека има и корупција. Значи, пазите, ќе го кажеме и тоа. Корупцијата, инвеститорите, они можда ќе проектираат, па после гледаат ако може некоја шипка да се извади. Факт е тоа. Но повторно, значи, пред се сакам да кажам, за граѓаните што не слушаат, и јас како лаик би мислил дека може би некој инженер нема да ги земе упредви сеизмичките сили. Не. Значи, од 64-та натака, секој проектант си има се прави тамо анализа на товари, се ставаат сили од ветер, сили од сизмика. За зградите овакви, најчесто силите од ветер никогаш не влијаат. Сизмиката е доминантна. За челични хали тие работи, ветерот е па најчесто доминантен. Значи, од кога постои сеизмичко проектирање, а тоа од 64-та е донесет првиот закон за сеизмичко проектирање, прописи, кои што понатака траева дали до која беше негде. Знам дека после дојда нови прописи, више датуми многу не можам да ги памтам, али знам дека последните втори прописи што дојде во Македонија беа малце реиновирани негде 87 година. На подобро или на полошо? На подобро. И можам да кажам дека овие прописи се многу добри. Тие се слични на американските прописи. А има ли контрола дали се почитуваат? Пошто прописот е на хартија. Има доволно контрола. Значи, има. Значи, овие прописи се и сегашните важнички, иако од крајот на годината мораме комплетно да преидеме на европските прописи. За сега може да се иде паралелно европски и наши прописи, иако 99% се уште инженерите по инерција работат по нашите сеизмички прописи, но на крај на година ќе мора да се забораат нашите, да идеме ние со европските. Европските се како нашите, полоши, подобри? За некој случај нашите дури се поригорозни, али за најголем број случај европските се поригорозни. Така, добро, тогаш е во ред да ги Да, апсолутно е во ред. Сега подносно ова прашање што рековте вие, дали они ги применуваат и се. Значи, со законот, а и тоа од кога постои, значи, имате прво архитектот, најчесто они се тие што го даваат решението кај ќе биде спална, кај ќе биде, не знам, дневна соба, и ние, статичарите или експертите по земјотресно инженерство, врз основа на таа основа, ние ги поставуваме столовите кај треба да бидат. Така почнува процесот на проектирање и платна. Так. Имаме многу голем проблем со архитектите, тоа не е само во Македонија, тоа е и на Балканот, тоа е и во Америка, тоа е и во Европа, секаде. Они сакаат поголеми отвори, па и станарите сакаат. Што погусти столови, тоа е пубаво, ама сакаат архитектите малце по... И визуелна убавина и така. Ајде со тоа и не смета. Ке се димензионираат добро столбоите. Ние сакаме и потребно е, статичарите да ги наречам, ние сакаме обавезно да има и по некое платно. Значи, и почнаа веќе, околу лифтовските јадра, веќе сите се тие лифтовските јадра се од армирано бетонски платна, тоа се најаките елементи во конструкцијата.
Сега тука многу е важно тие лифтови да бидат симетрично распоредени. Дури не е убаво ако имате вие едно јадро, да кажеме лифтовско само на оваа страна, овде да немате. Пошто е ова покруто, дури може зградата приликом земјотрес да се врти околу ова јадро и да направи белја на јадрото. Па тогаш ние пробуваме да направиме некој баланс, ставаме овие армирано-бетонски платна, за да ја направиме таа симетрија по однос на површини, крутости, а да не А зборам... ви се случило ли да ве одбие некој инвеститор, да вие да кажете требате толку бетон, толку столбови ована, и инвеститорот да каже не, и дали се случило, еве во вашата кариера, да знаете случај, да им е одбиено издавање на дозвола за градење по основ на тоа дека не почитувале препораки од... Значи вака... Бидејќи во јавноста не излегло тоа. А граѓаните ги интересира и сега мислат дека никој до сега не се случило да... Не, значи пазите вака. Значи дека има манипулации, има. Дека секој инвеститор сака да заштеди поише сака. Но за среќа до скоро и бетонот и арматурата не беше толку скапа поднос на другите работи, така да штедат, али не толку максимално. Ние при процесот на проектирање во прво време имаме проблем со архитектите. Ние викаме овде да се стават платна, они па не може, па дуќанот е тука, тоа е лошо што дуќани има, они сакаат отворени, особено па сега доле со гаражите се не тераат поголеми. Добро, толку и гаражите, прочитав, се извинувам што ќе ве прекинам, ќе се вратиме, меѓутоа да не ми литне мислата, прочитав дека најголем проблем биле згради со така наречено меко приземје, односно згради кои што имаат дупка доле, дали тука се подразбира на гаражите, дуќаните? Не, тоа е друго нешто. Овие што падна, грото падна со се вика флексибилен или слаб вик на енглески тамо, слаб прв спрат. Многу така паѓаат. И зашто? Затоа што сизмичката сила е тамо најголема. Се собира од горе-горе. Ако земете најгоре, најмали има сизмички сили. Но тоа нема врска со гаражи, ако се доле, да ги тоа има, смириме. значи максимално има врска со приземјето. А зашто се случува флексибилен прв спрат? Бидејќи приземјето сака да имаат поголеми висини, многу скоро сите сега згради, што се проектираат се по 5-6 метра висина овие, да кажеме, столбови, и тоа може да се јави тој феномен на флексибилен прв спрат. И сега и овие прописи што се стари, они викаат ако има флексибилен прв спрат, силите за димензионирање сизмички ги ставите дупли. Тоа е многу добро. Значи, тоа е многу добро, значи прописот го предвидел тоа. И тоа е доволно за да се заштити? Ако се земат дупли сили, тогаш ќе биде и дори предимenzionиран објектот, да не кажам. Ама тука сега има спорење на проектантите, па дури и со ревидентите и со нас, што се подразбира под флексибилен прв спрат. И у литературата не е идеално дефинирано, но се води сметка и најчесто не се прават флексибилни први спрат, односно приземјето го видам прв спрат. Меѓутоа, јас сега кога говорите, наум ми поминуваат зградите низ Скопје, каде што јас често поминувам, речиси сите се со дуќани повисоко доле. Не, ако има дуќани, ако све само да речам столбови, ама ако не се земени како што треба, они малце гледаат тебе, ако се погледа поместувањето, ова нема драстично поместување, така да ова не е флексибилен прв спрат, добро и не е. Овдека се многу изгледа меки тие спрато и се паја. Добро, во Турција признаваат дека имаат голем проблем со корупцијата околу градењето. Значи, какви рушења има? Веќе у Македонија, не само ради сизмика, више никој не гради без столбови, само објекти со носечки зидови, тоа е и попипаво. Значи, најлоши објекти се
објектите од Тула, бидејќи Тулата не носи ништо и токму поради тоа у Скопје најголемиот број на згради што паднаа после земјотрес беа од Тула и ја у таква зграда живеев, најчесто идат на диагонални пукнатини, тие не носат воопшто на затегнување и тие се најповредливи. Ама интересно е, ако има плоча, посе отпорни. Има згради од 36-та скоро да не беа оштетени, а фати мода едно време као некој ситно ребрасти, а што е посложено за изведување негде валја од 50-тите до па и до од пред земјотрес 3-4 години до уште 3-4 па и 10 години не бе градски зид тие со тие ситно ребрасти елементи, прво се многу попипави за изведба. Значи, најповредливи се згради од Тула, каде што немаат плоча, него имаат или некоја ситно ребраста, па мала 5 сантима плоча, или некои дрвени, што скоро дегнеа. Одма после нив по ризичност доаѓаат згради каде што имаме овој флексибилен прв спрат, да го кажам. Второ, доаѓаат згради каде што нормално што рековме потенки столбови не се добро димензионирани, ќе бидат оштетени и после има класификација на објекти на згради спрема системите, особено сизмички, има значи се викаат моментно отпорни рамки, каде што треба рамката специјално да биде димензионирана така да она прими некои моменти за да не дојде до пукање и треба да бидат дуктилни тие елементи. А што значи тоа дуктилност? Како попластични, по-отпорни на виткање. Ако имате едно стакло, вака да му направите, ќе пукне. Тоа е брител, тоа е крт лом. Тој носи малку и одеднаш ништо не носи. А идејата е да се направи таков елемент армирано бетонски, малце да биде дуктилен или да биде поотпорен, кога ќе се види, он да пукне, ама да истроши енергија. Дали тоа оно што го велат дека оние згради кои што се нишаат повеќе всушност се и поотпорни, односно токму ова што го велите се од таков материјал или? Па има и тоа, јас сам многу почнав, можда и малце теоретски да зборувам, многу почнав и да се ширам, бидејќи таква е проблематика, ама и сложено е. Значи вака, во Скопје, па и овде, највише се оштетени зградите измеѓу 3 до 6 спрата. Зашто? Тоа барем едноставно и граѓаните ќе го сватат. Кога вибрира земјата од дејство на земјотрес, ние ако ја земеме вибрациите и да анализираме, низиниот, ние викаме фреквентен состав, предоминантната периода, не е важно ни да не разбера што е тоа предоминантна периода на овие на земјотресот од Скопје и на доста локални земјотреси измеѓу 0,3 до 0,5 секунди. Таа периода на тресењето на тлото. Зградите сите си имаат како на гитарите први тон на вибрација, втори тон, и зградите така вибрираат. Некога ги анализираме, првиот тон сите се откланjaат во еден правец, па втори тон и некој вака, и сега кога ќе се поклопи првиот тон на вибрацијата на зградата со предоминантната периода на тресењето, малце попросто го објаснувам, на земјотресот, тогаш има најголеми оштетувања. А кога е зградата повисока, вибрацијата ќе помини, нема да ја побуди зградата. Така да, бидејќи Скопскиот земјотрес е негде 0,3 секунди предоминантна периода, а на зградите од 3 до 5 спрата е таа периода, тие се најповредливи, се да наречат граѓаните, леле сега тие згради живееме, кои се повредливи. Ја еднаш новинарите малце као парадокс го каже, ја викам, посигурни се овие 40 катниците од овие помали. Како е можно тоа? Тие се многу поосетливи на подалечни земјотреси, овие високите згради. Можеш да го почувствуваш. Бидејќи нивните периоди на Джеваир, јас знам, ние ја меревме негде 2,5 секунди.
Значи, тоа е многу спора периода, а на овие ниски згради, оваа зграда има период првата период 0,2 секунди, 0,2 по секунди. И оваа ќе биде посетлива на локални земји, а таа нема да ја побуди некојаш. Нема да ја побуди. А кога викаме многу клатеше, од, не знам, румунскиот земјотрес, вие не памтите, тоа е тоа што го велиме. Значи, многу е сложена работата, кој ќе биде порисечен по не, но ако е 5 спрата, ако добро ја димензионирате на тие сили, нема без разлика дали и 5 спрата и дека ќе се поклопи со резонансата со нас. Еве сега јас како обичен човек, Почнав ако маца да се можеме ширам токму и така, многу по-човечки, значи сите тие работи вие експертите си ги знаете како да тие работи, меѓутоа еве јас како човек кој што не е од таа фела, Така. кога ќе земам листот пред мене, на што да внимавам, господине Гаревски, колку треба да има бетон, дали арматурата, што треба да гледам јас во тоа ливче, дали има или нема? Дали можеме уопшто да се види нешто така? Значи, вака, треба да гледате сепак дали е компанијата сериозна, тоа е прво. Второ, ајде дури кој проектант ја прави, да речеме. Сега ви у проектот што ќе гледате? Не докажа до крај. Значи, секој изведувач, секој инвеститор дава проектот од кој ќе заврши архитектот, статичарот, ја работи статичката пресметка, ама у таа кога викаме статичка, се смета и оваа динамичка, односно се зимаат сеизмичките сили, како хоризонтални се даваат. Значи, статичарот, добре, може би да се знае кој е, дали е добар, дали е не, да речеме. Таму е многу важно како е арматурата, деталите околу чворовите, ама вие како лајци Обичен човек така не може тоа да го... Дури обични инженери не можат да го радат. Многу е важен чворот измеѓу столбот и гредата. Ние, у филозофијата на проектирање, ние викаме за екстремно силен земјотрес, еве како Скопскиот од 63-та и малце посилен, ние дури проектираме гредата на одредено место да пукне, ама да пукне дуктилно да пукне, да носи, па после више да не носи. Ама од гредата не се руши зграда. А никако не се дозволува, или се трудиме, столбот да нема пластични зглобови, него угредите. Кој е тоа правило? Значи, секогаш столбот, ете едно од правилата, ама тука пак бега друга се јавува. Секогаш столбот треба да биде по-дебел од гредата. Значи, гредата има одредена висина некоја. Така. Значи, висината на гредата треба да биде помала од едната барем ширина на столбот, затоа што гредата треба да биде потенка, помалку да носи, за да може на максимално можен земјотрес да пукне гредата, а не да пукне столбот. Ако е гредата јака многу, таа нема да пукне, ќе створи некои померања према столбот и ќе го пукне столбот, и кога ќе го пукне столбот ќе падне зградата. Значи, тоа е основно у проектирањето на овие скелетни згради. Каде е белјата? Белјата е сега архитектите, а инвеститорите баат големи распони. Сега, ако ти имаш големи распони, не можеш мала греда да направиш. И сега полека доаѓа некојаш и да сакаат овие проектантиве, гредата ќе ја направат поголема од столбот и тоа веќе не чини, тоа веќе не е добро. Сега, ја ве слушам цело време и морам да ви кажам дека воопшто не сум поспокојна. Зошто? Проблематично е, комплицирано е и јас како обичен човек не можам да знам каков стан сум купила или во каков стан живеам. Би дошла веројатно кај вас да ме молам за помош, меѓутоа еве доколку не може да се дојде до некој човек како вас, тогаш второ прашање би ми било, кога веќе не можам да знам самата да испитам, дали се случило контрола да има и некој да одговара за лошо проектирање во Македонија? Добро прашање. Значи, еве уште многу ја почнав у детали да идам, можда не требаше тој правец да идам. Значи, од кога ќе се проектира објектот, од аспект на статика,
Јас стално им викам на архитектите, некојаш и тоа треба да знаат граѓаните. Нека не се увредат архитектите. Архитектите многу малце знаат статика. Многу малце. И вика ми кажа архитектот, они не знаат. Како што ние не сме добри у проектирање архитектонско. Ја не можам сега да дадам надворешна фасада или не знам што. Значи, од кога ќе се заврши статичкиот проект, има ревидент. За жалост, некојаш ревизиите, бидејќи се слабо платени, тоа имаме од искуство, го знаеме, некојаш малце, може би, формално се гледаат. Иако не е лош проектот, ама многу бргу, многу површно. Морам да признам, сега може би не е во ред да зборувам, некојаш едни го ние сме мала држава, да ревидира, други прави проектите, но, генерално добри се, значи процедурата е статика, каде обавезно ниеден проектант нема прерипано да не земе сизмички сили, мора ревизија, општините така ги бари, и од 2014, ќе дојдеме и до тамо, од 2014 ги има овие другите додатни контроли, што ги велам, и после, кога се иде на терен, повторно све зависи од моралот на ревидентот. Статичарот можда и повеќе ќе се замисли. Многу е, да кажеме, дека зависи од моралот на ревидентот, животот на луѓето во некоја висококатница, значи може да се работи за 200-300 стана. Ама добро, они имаат искуство, они сепак не подпишуваат нешто што не чини, и после има надзор со закон на терен. Значи, има надзор на терен, има земање на пример, се си е регулирано. Не е баш така како што изгледа. Сега, има илјадници надзори, сите ние имаме овластувања. Ја не можам да гарантирам колку он се договарал сега со инвеститорот, да му рече стаи помалку овој, да рече дека стајал спреман проектот. Тоа е веќе друга работа. Да се надеваме дека прописите ги почитуваат сите, дека сите се морални, така? Ги почитуваат. И на крај, нели, коцките, дали е марката на бетот добра, дали не е ова, оно, и сега после дојде оној технички прием. Значи, има една цела процедура, не е туку така да се каже, ајде. Така, да се надеваме дека се почитува, меѓутоа сега доаѓаме до она дека не можеме да знаеме. Не можеме со сигурност да тврдиме. Можеме да се надеваме дека е зградата добра, дека е добро проектирана, дека ревизијата била добра и така натака. Тогаш ајде ова прашање мора да го поставиме. Сите сега зборуваат за тоа. Вие низ годините кога сме разговарале, секогаш потенцирате, би сакала и сега да го потенцираме, што во случај на земјотрес, луѓето најчесто прават грешки каде се кријат. Так, ќе го кажам тоа само уште да завршам, стигнав до 2014 и после ќе се концентрираме на тоа. Значи, од 2014 бидејќи сварно луѓето некако у главата им е врежано дека не е квалитетно, дека не се проект. Има вистину тоа, никој не го вика. Имаше такви објекти, има некој, ги гледам јас сега, не е дека е на Бит пазар, обратно ќе кажам, спомнавме пред да почне емисијата. За мене најквалитетно до сега што сум видел објект, тоа беше пред еден месец у Чаир, од еден инвеститора Банец, најквалитетно изграден објектот. Дори рековте дека и претерано повеќе од колку што треба има дури оставено. предимензионирање. А има и клацкалици, 3-4 ги гледам тамо, клацкалици згради ги гледам дека се клацкалици. Значи има и клацкалици, ама тие и обичниот граѓанин ќе ги примети. Значи ако нема некоја пропорција, ако гледате дека нешто е тенко, и обичниот граѓанин тоа ќе го види. И токму поради таа недоверба кај граѓаните, иако се водеше некоја контрола, 2014 има член 4, во член 4, законот е добар, у суштина не го измениам воопшто, у член 4, се уфрли член 4, каде што пишува, пред да се добие градежна дозвола, инвеститорот мора да добие позитивно мислење
од специјализиран институт за сеизмички отпорни градби. Значи, за секој објект у Македонија, дали е у најмало село, дали е тоа и дури е малце и претерано можеби од 50 квадрата, мора да се добие до 300 квадрата, се гледа само проектот, мора да се добие позитивно мислење од специјализиран институт за сеизмички отпорни градби. Ако е мислењето негативно, општината не му издава градба. Сега, тука, навистина морам да кажам, бидејќи ние превземаме ризик на тој начин, тоа почна и ако бев директор у ИЗИС 2014, значи, ние многу детајно ги гледавме овие... Затоа што тој што го дал мислењето и одговорен доколку се Како случи не е некоја одговорен, штета, ама така. сега ние додатно наплаќаме и доста губиме време на тие работи, пошто ете од тоа сме као најдобри треба да бидеме и ние тука посветувавме многу внимание, некогаш и јас ги гледав, но претежно и помладите ги гледа и сега во овој институт кај што ние гледаме, можда имам погледано дошле кај нас и тоа многу големи објекти, по 20-30.000 квадрати и секоја арматура ја гледаме, секој детаљ, растојанието на арматурата, колку е, како е, дури некоја претеруваме на некој начин демек школски се гледа и проектантите се лутаат, малце кога најдеме грешки, не се тие катастрофални грешки, ама ние им враќаме арматурата не да речеме на 7, сте стале на 7,5, мора да биде на 7. Некојаш проектантски тоа така, ама скоро на терен не може да се изведе и они се љутат, но ние мораме да им приметиме и они ги коригираат тие работи. Тоа е добро. Ги коригираат и се плашат дека да не им ги вратиш, ако им ги вратиш, Нема да добие дозвола, инвеститор, не само тоа, ке речи инвеститорот, тебе не те бива како проектант, ти вратил ти го вратил така, проектот за мислење и да завршам, па ќе преидам на тоа, исто е многу важно, е тоа што го прашавте на крајот. Значи, за над 300 квадрати, не само проектот, него институтот, мој институтот за сеизмички отпорни градби, треба 2 пати да дојде на терен да контролира како инвеститорот дали постапува по проектот како што ние сме за тој проект што сме му изделе позитивно мислење. Дека не е само на хартија, туку дека е имплементирано. Сега, тука не може да биде баш перфектно, дека ние не сме секој ден. Нас не интересира конструктивниот систем, нас не интересираат плочките, не интересира паркетот. Ние ги гледаме коцките, дали се издадени од валидна институција, дали се марка на бетон. Имаме наша опрема која што може да провери марката на бетон на самиот столб. Имаме опрема да провери како рентген, да провери дали се точно поставени шипките. Не може идеално чворовите, но сепак проектант, и надзорот, и инвеститорот се плаши на некој начин, порано не сиде, ще се плачи, знае дека 2 пати треба да дојдеме и бога ми многу честни водат кога ќе дојдеме се плашат да не најдеме некоја грешка. Има по некој фелер, ама тоа не значи дека треба да се руши. Да речеме, многу често има сегрегација на некој бетонски столб доле, лошо извибриран и сето тоа, но сепак тоа не значи дека таму прават големи грешки, они ќе ги препуштат овие за инсталација на струја и може некојаш да го накаже столбот. Тој што прави инсталација не е свесен дека не сме столб, никако да се чачка. Ти крши колку сакаш од цигла кој е само обичен преграден зид. Така да, за тоа јас велев цело време дека сепак со сите овие процедури ние имаме најригорозна контрола. Најригорозна контрола во Европа ние имаме у моментот, токму поради тоа што благодарение на вас новинарите многу често го потенциравте тоа, па и добро беше од време на време ќе имам некој земјотрес,
Кој што ќе не четворка, потсети. петка и ако Така. го заборавиш, еве, сега не за жал, ја мислам дека петка можда за 15, 20, можда и за 30 години нема да имаме више у Скопје. И тоа е, значи, добро, така да ние имаме стварно најдобра контрола. Сега, понос, што да правиме за време на земјотрес. Тука нема многу што да се каже, но мора да знаат граѓаните следно. Ја приметив дури и овдека од некои организации кои што се нешто за спасување, нешто, па и Црвен крст, они сепак не се стручњаци во оваа област и некојаш не им е, не дека не го прочитале, некојаш не им е јасно и сето тоа, дури и грешни информации даваат. Хајде да дадеме вистинската информација, каде да застане. Да, сега ќе дадеме и ќе објасниме зашто е така. Значи, ја правев една анкета во Битола, после Битолскиот сега земјотрес ми одговорија околу 500 испитаници по 35 прашања. Направив многу интересна анкета за Скопскиот земјотрес. Тргнав од тоа, викам дека такви травматични настани никогаш не се бришат од меморијата. Ја бев тогаш 11 години, го памтам секој момент. Викам, дај една техника, ја нареков така, дали се сеќавате. Пуштивме по 35 прашања и ме изненади околу 400 скопјани кои што го преживеале земјотресот, УФАС одговорија. И тука и подносно за прашањето на кои згради им веруваат. Пуштивме и искористивме прилика и у Загреб, добивме околу 600-700 одговора. Пуштивме и у Столац, што беше скоро, имаше една така посилен околу Мостар земјотрес. И еве што се заклучи прво. Прашањето беше вака: ако се случи земјотресот, дали треба да седите и ништо не правите, дали треба да бегате, дали треба да се заслоните под надвратник, дали треба да се заслоните до столб и дали треба да се заслоните под маса. Па скоро најмалку рекоа дека не треба да се заслонат под маса. Нити во Хрватска, нити во Босна, нити во Македонија. Најчесто на ова надвратник и вратите што се. Така, влезните Ама врати. тоа станало уште многу одамна. И гледам дека тоа не е никаква филозофија. Гледам дека доволно не се, да речеме, на некој начин информирани луѓе, обучени, а пазите, не се ни они криви. И ја како лаик, и не како лаик, и како, еве, стручњак, значи, под маса, ако се скријам, ако падне плочева, нема да ме заштити масата. Што е на многу малце места, иначе тоа е општа метода у цел свет прифатена. Значи, нема амерички Црвен крст, америчка ФЕМ-ова, Федерал Менеджмент Систем, турската АФАТ, не знам, европски развој, сите под маса. И има многу убава една снимка, можда и да ви ја кажам, да ја пуштите у Америка, у Лос Анџелес, две новини Новорка, се свестува дека е земјотрес и двајцата идат под маса. Сега што е работата? Значи, предпоставка е дека објектот нема да се сруши. Значи, не се мисли да се засолните под маса или под некое работно биро, за да ве спаси вас од рушење на зградата. Не. Тоа е ако паѓа нешто од ваму, од таму, да. така. Они смета дека зградите, и така ние ги проектираме, да не паѓаат. Особено у овие развиени земји, смета дека зградите не паѓаат и дека ризикот е многу поголем да бегате, да се повредите, уште повеќе таму пред улазот, ако излагате многу голема веројатност тие преградни зидчиња на горе на терасите да паднат, бидејќи тоа не се монолитни некои елементи и да ве повредат или да ве утепаат, или од паника нешто да се повредите, или да се претвори многу често. Веќе на
у Скопје ја памтам, имаше и претурање на ормани, ама многу често во Италија бе во Норција и во Матриче, тоа страшно, вака се испопревртени, ќе ве уби ако падне цел. Значи, идејата за подмаса е само заради тоа, не за друго. Под надвратник више не се советува дека може дури и овие дрвените каси да прснат и да ве повредат, бидејќи сега керамовски системи тие нема да ве заштитат. Значи, под маса може би до некој столб треба да се слоните, обавезно од тие стаклени делови да се иде према или столб или некоја рамка. Према внатрешноста. Према внатрешноста. Меѓутоа сега мора да потпрашам овде. Добро. Према внатрешноста, овие снимки кои што ги гледаме од Турција, се гледа цели блокови вака паднати еден на друг. Да, и тоа е сега, панкейк. ако сте вие према внатрешноста на објектот, па ни спасувачите ќе не може да дојдат до вас. Ама пазите, тоа е добро, тоа е, значи вака, целата теорија за ова до надвратник, до сите тие работи е дека објектот нема да падне, но и што дека единствена превентива е за да се заштитите од секундарни, како ги викаме, side effect, Така, повреди и така повреди натака, да. сите тие работи. Меѓутоа што е веќе доколку Така дојде вака така да се еве да бидеме реални. Значи, добро, они кажуваат, тоа е сосема никој нема и без да го читаш и да не се користи лифт. Кој ќе користи лифт за време на земјата? Тоа е толку разбирливо. Тоа сакав да ве прашам, лифтот е празна дупка, може би спасувачите тука и најбрзо би ве нашла. Ама ќе Нема се што да заглавите, падне. Нема што да падне. ама пак повторно, не да се демек нема да падне објектот. Ја би рекол, сега има многу често, иако тоа го нема литературата, ја тоа би направил. Значи, ја би, ако не е убаво да не кажам, значи правило е да се иде под маса, али еве ако немате во околина, ако сте у близина на некое скалишно јадро од армирано бетонско платно, ја мислам само треба да дојдете дури на скалите, сега некој рече што збора. Дека скалите најбрзо се рушели, има и таква некоја теорија. Не се рушат најбрзо, или тука до тоа јадро да дојдете. До тоа јадро. Тоа е сепак најсигурниот дел од објектот, да кажам. Значи скалите. Па, на некој начин, тоа е околу армирано бетонското јадро, треба да бидете поблиско. Иако, верујте ми, значи тоа е све кога нас у глава ни се врти да не паѓа објектот. Инаку тоа не се... Значи, Да, меѓутоа мора да ги знаеме и овие работи што доколку ни се случи, не да Боже како во Турција, каде да се заслониме за да може да најдат спасувачи. Сега имаше една страшна, да кажеме, забудна што се направи, исто, 80% од луѓето тоа не го знаат, ама и не се, што ќе го знаат, ја го научив бидејќи се занимавам и со тоа. Тоа многу убаво звучи вака како термин. Во Америка, таа некоја федерална агенција, ФЕМА, нешто, Федерал менеджмент, тие се многу посветени за поплави, за земјотреси, даваат инструкции, да отворите безброј и како да се проектираат згради, многу професионална агенција е таа. И имаат таму некоја приватна екипа која што иде вака рескју прави на овакви која се руши и тој пушти претедно 10 години дека од нивното искуство и дека некој експеримент се направил, ама експеримент тоа не може да се направи таков експеримент, дека ние не треба да се оди под маса, него треба да бидете или до маса, или до некој сврст, да кажеме, како да, тоа го објаснува дека и да падне нешто вака би паднало и вие ќе останете во оној триаголник на животот. Тој што го викате, ама тоа никој не го препорачува. Не? Не. И тоа народот не го знае. А еве, ве молам, отворите, ќе видите Triangle of Life, ќе видите дека званично никој не го препорачува. Тоа убаво звучи, вика во облик на фетус ќе се има воид, се ствараат такви, ама ти кога се случила земјотресот не знаеш дали баш така тој од која страна ќе се поставиш, како ќе се и они не го препорачуваат тоа, ама секогаш е теоријата дека објектот нема да падне.
Али тој не е прифатен и не се дозволува од нас што даваме инструкции воопшто дури да се потенцира, па тоа реков некој од нашиве сгреши, ја гледам и на белградска телевизија, им се меша. А тоа отиде како оној вирален, како го викаат име, под цел свет, бидејќи многу интересно делува тоа. Така. И него го критикуваа, али не му можа ништо, но тој беше директор на таа агенција. Али тоа отвори, ќе Значи видиш... да резимираме. Да се надеваме дека нема да падне, но столбовите да застанеме до столбовите и да се надеваме дека нашата зграда ќе издржи Не, тоа. повторно јас морам исто да препорачам да се засомниме под цврсто биро и од маса, да се заштитиме од паѓање на предмети, летање на предмети, може со големи акцелерации, мака нас нема толку големи. Да лета предмет да те удри како куршум на некој начин од земјата, што кави се забрзувањата. Знаете. Така. Ама јас, ајде сега малце да ги утешам граѓаните, иако можда ја претерам, некој ме критикува, многу си сигурен кога зборуваш и се. Значи, магнитуда 6,7 не е слаб земјотрес, видовме што направи у Скопје. Не се чести земјотреси. Годишно таков тип на земјотрес има околу 120 до 130 по светот секаде, Во цел свет. во цел свет. Но јас обично многу често викаат и тука граѓаните мешаат скала на интензитет и Рихтерова скала со магнитуди. Ја обично сакам да зборам со магнитуда дека скала на интензитет не се мери и таа е визуелна, добро има пропишано што, како и кога. Да речеме за магнитуда 7, на едно место имате ова скала по интензитет 5, а на друго имате 9, а магнитудата е една. И обично, значи, негде над 5,5 магнитуда, ако е релативно епицентарот близко, веќе може оджаци да паѓаат. Тој интензитетот го пишува и сите тие работи, па после, али веќе над 6, како што е Скопскиот, слаби објекти паѓаат и сите тие работи. Сега како да ги утешам скопјаните? Значи, дали една до две згради после беа рушени или три нека со Скопје, кои што беа рамовски систем, нетипичен скелетен, само рамки во еден правец, имаше исто тамо флексибилен први спрат, беа повеќе поместени, непадневи, ја ги ставам во институтот на некои стихи ги имам, и тие после нормално се рушат. Други, ни една зграда која што не беше проектирана на сеизмички сили, ни една зграда не беше проектирана. Ја ќе ви дам многу примери. Кулите поред Вардар, овие што се Хетеровски центар, значи тие се пред земјотрес. Не се проектирани на сеизмички сили, не паднаа. Овие 14-катниците у Карпуш, иако имаше една оштетена дошта, не паднаа, еве 14-катници се. Не знам, имаше ондека тамо Ауто Македонија и некои слични објекти, не паднаа. Да не ми избега мислата што сакам да кажам по однос на ова што велам дека не па. Погледнете, тие се оштетија. Ондека кај што треба да биде или сега се можда е Министерството за транспорт, има една зграда гола е до незе. Погледнете ги рамки, тие се месени 25 сантима столпчиња, се 5-6 спрата зграда не падна. Што сакам да кажам? Што не значи дека ако се повтори земјотресот, дека може да нема да падне. И тоа е многу ризично при мојове изјави. Сакам да кажам дека сепак, ако имаше многу штети, ако имаше страшна бучава, памтам дека ме фрлаше и мене и навака и натака, Скопје имаше слаби објекти, дека за многу чудно ние никогаш не сме збореле пред земјотресот за земјотрес, а се знае дека на 300 до 500 години се појавуваат земјотресите. 13-та зграда Карпуш, сите згради беа од тула, немаат столбови тие згради. А факт е дека после тоа се пристапи, ја мислам не една зграда што беше обележена со жолто, само со се репарира сите се. Сите се реновира.
Така. Некои се многу квалитетно санирани, така да веќе и тие се подобрени и повеќе од што биле. Така. Сега, додатно, и ќе завршам ја веќе, ако имате други прашања слободно. И сега, кога ќе ги погледам ја што го идам на терен, кога и самите станари викаат брдо од арматура, па некои шипки се бара по нашите прописи да се провлечат преку 2 спрата. Значи, овие се бунат инвеститорите, не можеш да ги постави сварно по 12-15 метра шитки, а тоа е убаво преку 2 спрата да не се исчупа шипката. Кога ќе видам марките на бетон, не видиме ни на терен, издаваме мислење за сизмичка заштита, проектирана марка бетон 35, 36, значи скоро у најголемиот број на објекти има, на едно-два имаше потврлени марки на бетон, значи квалитетни се марките на бетон. Значи, ако оние објекти издржале, Скопскиот земјотрес би морало овие да го издржат исто. Сега сепак за мир во куќа, како што велат, споменавме дека старите згради можат да бидат проблематични. Инвеститорите ќе се ја завршат работата, ќе ги изградат зградите, меѓутоа и во проблем се оние кои што живеат во стари згради. Постои ли начин, можат ли тие да се обратат негде луѓе, купни совети, заедници и така натака да си ја проверат својата зграда, или ако не му веруваат на инвеститорот, или да речеме нова, да каде можат да проверат дали е секако што треба? Видите, сега, постои начин, не бе, јас може, ама, значи, како се вика тоа, по дефиниција, тие згради се севизмички неповолни. Тие не можат да станат поволни. Значи, згради со масивни зидови, особено повисоки од 5 спрата, тие се по дефиниција неповолни. Но многу пати, кога читам ја у такви згради, они викаат дека се санирани платна. Сега не можам да видам. Она што го рековме предходно, значи сите се станарите не смеат да дозволуваат никој на некој спрат, некој не смеат и не дозволуваат. Знам дека не имам искуство 40 години. Не смеат да дозволуваат рушење на никаков носечки, па дури и тие 12 сантима зидови не смеат да ги рушат. Ама врата да отворам. Не е убаво. Не. Еве, ја ќе ви кажам, јас живеев Харши и Дадија тука, зградата колку, иако не беа они пред тоа, од тие градежни инженери, не беа, значи, искусни со сеизмика. Зградата е точно на кручето овака општина Центар, во Елје, до онаа новата кафана, како се вика Шпајсли, како се вика тука една кафана Трентлие, што ја зема. Таа е у Елје зградата. Нашата зграда е од масивни тули, значи од масивни цигли, и во Ел, вака како Елје формирана, не е правоаголник или квадрат, и беше приземје и 2 спрата. Умеѓу време, пред земјотрес, они сака уште 1 спрат да стаат и ја завршија карабината со плоча. Значи, стана зградата 4 спрата. За време на земјотрес многу се оштети. Скоро до рушење требаше да дојде. Значи, диагонали вака се гледаат од едните зидови до другиот зид. И сега, овие инженери таму што направи, затоа викам дека не сме да се интервенира многу на овие класични згради. Имавме повише отвори за прозори, ги намалија со еден прозор помалку намерно, го затворија едниот прозор да имаат поголем зид дебел. Ги зголемија доле уште повеќе зидоите и што беше најинтересно, ја дилатираа таа зграда за да има 2 што посиметрични згради. Да не се случи ова што е подолгата, малце да не кажам да ја ландара оваа кај што живеев ја, и го тргнаа горниот 4-ти спрат. Го тргнаа, а не како сега што ставаме. Значи го срушија, се одлучија дека не е поволно, го срушија тој спрат, горниот спрат. Останува на крајот, не можеме против природата, очигледно природните сили се појаки од сите инженери. Останува само да се надеваме дека нема да имаме силен земјотрес
И ние, меѓутоа, и во светот, еве како во случајот со Турција и со Сирија, катастрофален со многу жртви. Ви благодарам што повторно, па кој знае кој пат, се озвавте на граѓаните да им дадеме вистинска информација. Вознемирени се. И со право, Не треба и да нормално. бидат, особено не бидејќи сепак ова е многу оддалеч од нас. И, еве има се еден мал земјотрес во Албанија 3.9. Не може да се корелира. Ја не би го корелирал. Оѓа на тај потез тамо, не знам, Да, велат и во чувствен Србија дел. некои помали од 2 Ама степени, пазете, меѓутоа не се поврзани ама ја велите. многу пати заборавам, велам нема да има земјотрес и сега ако се случи двојка, тројка, може некој да рече како викаш нема да има. А вие велите Не, за посилен. Ја мислам од 4 нагоре. Так. Такви ги има многу често. Так. Да се надеваме дека нема да бидеме сведоци на силен и разорен земјотрес како овој во Турција. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас што бевте овие часи нешто со нас. Се надевам дека ви дадовме информации кои што ете ке ве смират, но во секој случај и малку да отвориме очи доколку ние купувачите, граѓаните, ги прозиваме инвеститорите при секој купување на стан, дали им е документацијата како што е ред. Се надевам дека можеби ќе можеме да влијаеме оваа контрола и законска регулатива која што ја имаме и која што е добра, да биде уште подобра. Останете на А1 за сите нови информации и вести.